Штипскиот универзитет Гоце Делчев заокружи 15 години постоење, но и постојана надградба и модернизација. Установата која е меѓу најмладите високообразовни институции во државата, за само 15 години се наметна како сериозен, високообразовен и научен авторитет, не само во државата, туку и надвор од неа. Една модерна установа која нуди иднина на младите, установа која нуди квалитетно образование на младите, установа која нуди компетенции на младите во времето кое доаѓа. Градот Штип и Македонија треба да биде горда со оваа установа, бидејќи тоа установа врвен квалитет, врвен калибар кој може да се спореди со било кој европски универзитет. Слободно може да кажам дека нема никој да сгреше да дојде да студира на универзитетот Гоце Делчев во Штип. Основната карактеристика на УГД е неговата постојана мотивација да го унапреди образовниот процес и да воведе новини кои ќе привлечат студенти, не само од Македонија, туку и од странство. А сега имаме повеќе од 500 странски студенти кои студираат на универзитетот. Оваа година отвараме програма на англиски јазик на општа медицина на медицинскиот факултет, исто така за странци, тоа на англиски јазик, и мислам дека градот ќе биде еден извонредна прилика за градот, за неговиот буџет на градот, она што значи живење во градот, прав универзитетски град, односно прав студентски град. Во моментов на УГД студираат околу 15.000 студенти на 15 факултети и 3 академии со преку 100 наставни програми и е еден од образовните, но и економски столбови на Штип и регионот. 15 години успешна приказна и значи многу за развојот на нашиот град. Морам да споделам информација дека јас сум прва генерација кои што имат завршено на универзитетот Гоце Делчев. Навистина значи многу за нашиот град и посакуваме една светла иднина, многу студенти и многу успешни студенти кои што ќе произлезат од овој универзитет, кои што ни дава додадена вредност на развојот на нашиот град од секаков аспект. 15 годишнината беше одбележана со низа настани организирани неделава, а се заокружи со полагање цвеќе пред релиефот на Гоце Делчев во Ново село и со универзитетски спортски игри.